Оние работници кои не работат за празник или за странски компании ќе одморат неколку дена за време на великденските празници Рамазан Бајрам. Покрај верските празници, причина за богата трпеза се искорешните покачување на пензиите, на минималната плата и на платите на функционерите, односно на избраните и именувани лица. Ке се обидеме да ја предпоставиме празничната атмосфера во двата табора. Сепак, реалноста дава примери во подкрепа на народната поговорка «Ќути може и полошо». Например, вработените во македонски железници, ајде што не добиле покачување на платите, туку и преку 12-дневен штрајк, што значеше запирање на патниот и товарен сообраќај, во 90% од линиите ја бараа втората половина на февруарската плата. Неверојатно на вистинито, во годината кога се одбележуваат 150 години од постоењето на железницата во Македонија. Фактот покажува дека најверојатно не може вака да остане железница и треба нешто да се превземе. Меѓутоа ние како синдикати ќе следиме будно оваа либерализација што се најавува. Први беше донесена одлука дека не може да се либерализира железничкиот сообраќај додека Македонија не влезе во Европска унија. Меѓутоа гледаме сега дека се прават одредени напори тоа да го убрзаат. Се уште нема ништо конкретно, се прават некои feasibility студии. Како ќе заврши тоа, ние ќе следиме, како и да е, ние нема да дозволиме било каква либерализација да се случи. Треба да се потврди, да се даде гаранција дека вработените ќе останат буквално до пензионирање, нема да има некој технолошки вишок или отпуштање на вработените. Кога сме кај работничката голгота, од Битола стигна информацијата за една човечка голгота, од која се заледува крвта во вените. Во каква состојба е македонското јавно здравство, кога ваквите вести станаа секојдневие? Што стои под сантата лед наречена лекарски грешки со трагичен крај? Колку доктори заминаа во странство или во приватните клиники? Каков е кадарот што останува и колку грешки може да се превенираат доколку докторите не мораат да работат постојано прекувремено? Во фокусот на јавноста со право е ексклузивниот договор со компанијата Бехтел и Енка, кој се уште не е објавен, зашто и самата извршна власт не може да се договори меѓу себе дали се работи за таен договор. Сепак, законски измени кои предвидуваат дури измени на Законот за работни односи за воведување 60-часовно работно време го тргна превезот на тајноста и отвори прашања за целото општество, односно во колку други професии се работи и над 60 часа неделно, само затоа што прекувремената работа е достојно платена. Како тоа влијае врз концентрацијата на работниците, во чии раце се наоѓаат кревки човечки животи, кои не простуваат ни најмала грешка и невнимание. Дали знаете дека секој здравствен работник кој има само едно викенд дежурство во неделата има работна недела од 56 часа? Дали знаете дека секој здравствен работник кој има едно седмично и едно викенд дежурство има работна недела од 72 часа? Има многу клиники и болници каде, ако не се дежура вака, често работниот процес не ке може да се одвива 24/7, иако прашање на ден е кога и тоа ќе се случи. Синдромот на бърн-аут одамна е наша диагноза, но ќутиме и дежураме, надевајки се дека ќе дојде денот кога со 40-часовна работна недела ќе ни се овозможи пристојна екзистенција. Можете да предпоставите каков е квалитетот на прегледот кој ќе ви го овозможи доктор кој веќе работил 71 час во таа недела. За љубезност воопшто да не зборуваме.
Дел од грешките се токму резултат на овој хроничен замор и континуирано неспиење во ноќните часови.